Американските сенатори Майк Раунс и Чак Шумер повторно поднесоа закон за обелоденување на вистината за неидентификуваните аномални феномени, како што сега владата ги нарекува неидентификуваните летечки објекти до Конгресот. Законот е целосно објавен на официјалниот вебсайт на Конгресот и еве дел од текстот во законот. Конгресот го најавува следното: сите федерални владени записи поврзани со неидентификувани аномални феномени треба да се зачуваат и централизираат за историски и федерални владени цели. Сите федерални владени записи кои се однесуваат на неидентификувани аномални појави треба да бидат достапни за непосредно обелоденување и на крајот сите треба да бидат обелоденети со цел јавноста да може целосно да биде информирана за историјата и познавањето и вклученоста на федералната влада во неидентификуваните аномални појави. Законодавството е неопходно за да се создаде извршен, независен и одговорен процес за јавноста да ги има на увид ваквите записи. Законодавството е неопходно бидејќи има веродостојни докази и сведочења кои покажуваат дека федералната влада има докази за неидентификувани аномални појави кои не биле декласифицирани или пак не биле предмет на задолжителна проверка за декласификација, користејќи го Законот за атомска енергија од 1954 година, кој што владата прешироко го интерпретира и го аплицира врз неидентификуваните летечки објекти. Законот тврди дека токму овој закон се користи како оправдување да не биде ништо објавено во врска со неидентификуваните летечки објекти. Во законот пишува дека законот е потребен бидејќи владата се покажа како неадекватна во обелоденувањето на вистината за неидентификуваните аномални феномени, да се дозволи целосно и навремено објавување на се што владата знае за неидентификуваните летечки објекти. Во законот понатаму се спомнуваат повторно термините нечовечка интелигенција, технологија од непознато потекло, метаматеријали, непознати механизми, машинерија, опрема, материјали од срушени летала и многу интересен термин привремено необјасневи објекти, при што очигледно се мисли на објекти со вонземско потекло. Законот е прилично голем и бара архивирање на сите достапни владини, федерални документи и докази поврзани со неидентификуваните аномални феномени. Тоа треба да го прави Националниот архив на САД. Сите овие документи треба да бидат прибрани од, како што во законот пишува, цитирам, Канцеларијата на директорот за национално разузнавање, Централната разузнавачка агенција и Канцеларијата за стратешки сервиси, Националната канцеларија за извидување, Одбранбената разузнавачка агенција, Агенцијата за национална безбедност, Националната геопросторно разузнавачка агенција, Националната аеронаутичка и вселенска администрација, Федералното биро за истраги, Федералната управа за воздухопловство и така натаму. Дури наведена и библиотеката на Конгресот. Буквално од сите федерални институции, сите документи, законот му налага на војската и владата да бидат достапни за Националниот архив на САД. Повеќе од 30 пати е употребен терминот нечовечка интелигенција, десетици пати е употребен зборот disclosure или објава. И законот повторно се обидува на војската и на владата да му нареди, цитирам, да направат план за контролирано објавување на вистината. Ова истото стоеше и во минатогодишниот закон за неидентификувани аномални феномени, но овој дел од тој закон беше исфрлен кога законот беше донесен. Навистина е предолг законот и веројатно ќе треба повторно да се навратиме на него, но едно е очигледно, Конгресот е решен да му нареди на владата и на војската конечно да се објави вистината за неидентификуваните летечки објекти.